Македонија и Соединетите Американски држави се многу блиску до склучување на договор за новите тарифни стапки кои би се движеле до 15%, вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Целиот процес на преговори потенцира сложени предизвикувачки, но и од доверлив карактер, и затоа во моментов не можат да бидат соопштени многу детали. Од она што може да се каже, Муцунски вели највисоката тарифа ќе ни биде 15%, а за некои клучни производи и индустрии кои засега остануваат непознати, ќе има тарифи и под 15%. Смета дека има потенцијал за извоз на наши производи кои досега не се нашле на пазарот во САД, но вели е свесен и дека нашите компании кои се присутни на американскиот пазар се соочуваат со предизвици, но уверува дека извозот е стабилен. Според најавите, откако ќе се постигне конечниот договор, документот треба да биде објавен, но и да добие зелено светло од собранието. Ние, јас би рекол, сме многу близко до склучување на договор. Самата заедничка изјава е потврда за тоа. Фактот што одлучија да дадат приоритет на нас, една помала држава, не толку значајна за американскиот пазар од економска гледна точка, треба за тоа да бидеме реални, е директен одговор на прашањето што значи оваа посебна релација и што значи ова стратешко партнерство. Привлекувањето на поголем број странски инвестиции, но и зајакнување на извозниот капацитет беа во фокус на денешниот македонско-словачки бизнис форум кој се одржа во Скопје, од каде беше испратена пораката дека денешниот настан отвара нови можности за подлабока економска соработка. I encourage all the participants to make full use of the platform for the ideas exchange, experience sharing and the search for future cooperation. I believe that today this event will mark the beginning of the new success story. The path to success leads through mutual support, help and cooperation. Во рамки на форумот, на кој присуствуваа голем број домашни и словачки компании, беше потпишан и меморандум за соработка меѓу Агенцијата за странски инвестиции и промоција и Словачката агенција, а како што беше истакнато, енергетиката, IT секторот, автомобилската индустрија, здравството, туризмот се само дел од секторите во кои се очекува интензивирање на соработката.